Од прес-центарот на Министерството за внатрешни работи, каде што се сумираат и ќе бидат презентирани некаде околу 20 часот и првичните резултати од овие председателски избори, како што кажа ти, многу важни не само за Франција, туку и за Европската Унија, бидејќи и двајцата кандидати имаат диаметрално спротивставени ставови кога е во прашање Европската Унија и нејзината иднина. Телевизија Нова, камера до камера, заедно со светските медиуми овде во прес-центарот, како што кажав, се и првичните проценти на излезност на гласачкото тело овде во Франција. До 12 часот соопштувам дека има излезност од 28,23% на ниво на целата република, додека пак во Париз, во центарот, односно во главниот град на Франција, излезноста е нешто пониска, 21,79%, а Париз се наоѓа меѓу последните оделенија на излезност. Причините ги објаснував и во текот на вчерашните мои вклучувања. Овде парижани се произнесоа за пролибералните кандидати, а битката, како што кажав, ќе се води во руралните подрачја на Франција, и тоа е така во Жерс, оделение на југот на Франција. Се бележи овде во прес-центарот на Министерството за внатрешни работи и најголема излезност на гласачкото тело. Вкупно во централното подрачје на Париз гласаат 1.341.000. Ова се регистрирани парижани во избирачкиот список со годишната проверка. Избирачкиот список се проверува еднаш годишно, но има французите право и на увид и на корекција во истиот. Се гласа на вкупно 7.272 гласачки места овде во Париз, а не само во главниот град, и во поголемите градови на Франција ќе бидат отворени местата до 20 часот. Ова е една измена за овие председателски избори поради вонредната состојба, па мора да се прилагоди гласањето и на актуелната вонредна состојба овде во Франција. Првичните резултати се очекуваат после 20 часот. Оние анкетирани парижани кои што можевме да ги прашаме пред избирачките места, сепак се одлучуваат за Макрон, иднината ја гледаат во Европската Унија. Прилагам сега од режија да ја проследиме анкетата на граѓаните кои што ги запрашавме. Не ја делам идеологијата на Лепен. Не гласав за Макрон во првиот круг, но ми беше лесно сега да гласам за него кога знам со што се соочуваме. Уште од почетокот верував во програмата на Макрон и бев воодушевен од неговите предлози. Вториот круг беше само потврда на она што го мислев за време на првиот круг. Навистина сум убедена. Мислам дека имаме шанси да имаме еден навистина голем кандидат. Па мислам дека францускиот народ ќе биде позитивно изненаден. Во секој случај, јас имам доверба. Како што кажав, првичните резултати овде во прес-центарот на Министерството за внатрешни работи се очекуваат негде околу после 20 часот, но тие нема да бидат конечни се додека не ги потврди Уставниот совет, а тоа би се случило негде после 2 дена, откако ќе се приберат и сите забелешки. Овде го одјавувам моето прво јавување овде од прес-центарот, а најавувам и следни во некои од следните изданија. Според моите информации овде во прес-центарот, следните резултати на проценти на излезност ќе бидат околу 17 часот.